Почитувани, под притисок на СДСМ, Панче Тошковски ги потврди сите објавени информации за скандалот со свадбената поворка на Африм Гаши и пропустите на граничниот премин Блаце. Вчера СДСМ им даде рок од 24 часа на Тошковски и МВР да бидат честни и да објават како дошло до овој скандал и кој е навистина одговорен за тоа. Наместо Тошковски и ВМРО ДПМН да се охрабрат, кога веќе секако се фатени во скандалот и мораа да признаат, тие се обидуваат одговорноста да му ја натоварат на раководителот на смена на граничниот премин Блаце. Овој човек не е тој кој дал наредба да бидат пропуштени Гаши и сватовите без контрола. Затоа СДСМ денеска ќе ги објави сите податоци од свиркачите и ќе се дознае дека ВМРО ДПМН и Тошковски лажат и се обидуваат да го сокријат вистинскиот виновник и извршител во скандалот. Според нашите информации, наредбата е издал новоназначениот началник на Центарот за гранични работи Север, Наим Рамука. Согласно информациите кои ги добивме, еден час пред да поминат Гаши и сватовите, Наим Рамука, заради наводна контрола, дошол на граничниот премин. Во суштина, Рамука дошол за да го обезбеди поминувањето без контрола на Гаши и сватовите. Наим Рамука е човекот кој одобрил ваков излез од државата, а потоа и влез при враќање на поворката. Не човекот кој го обвинува Тошковски, раководителот на смена на Блаце, туку Рамука, кој токму Тошковски го поставил за началник на Центарот за гранични работи Север. Прашуваме, зошто Тошковски сака да го заштити Наим Рамука и го мести раководителот на смена? Дали Тошковски повторно ќе се обиде да излаже и да го заштити својот началник на сметка на честни луѓе кои си ја работат својата работа? До кога ќе траат лагите на МВР и ВМРО ДПМН? Ќе си поднесе ли конечно Тошковски оставка? Ова, почитувани, е голем скандал кој не значи само тешка злоупотреба на граничниот премин, туку и своеволие, прекршување на законите и потенцијално направени кривични дела кои допрва треба да се истражуваат. Безбедноста на границата ни е нарушена, а граничната контрола целосно суспендирана и ставена под партиска команда на ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Ова е недозволиво и опасно за држава членка на НАТО. Време е за одговорност, онаму каде што вистински е лоцирана, почнувајќи од министерот Тошковски па се до крај. Прашуваме, уште колку вакви примери има на злоупотреби за пропуштање на возила и лица на граничниот премин без контрола? Затоа, под еден, бараме целосно да се декласифицираат и да се објават снимките од граничниот премин Блаце за време на целиот тој ден. Граѓаните да видат кој се поминал без контрола, но и да се види дали и други возила се пропуштаат на граничниот премин Блаце. Тоа ќе биде основа и за истражните органи да постапуваат. По два, бараме Тошковски да даде оставка. На тој начин ќе остави простор истражните органи, јавното обвинителство, во транспарентна постапка и без притисок да ја утврди одговорноста на сите инволвирани во овој голем скандал. По три, основното јавно обвинителство да отвори детална истрага и овој скандал да има разрешница. Секој кој го прекршил законот мора да одговара. Ви благодарам.